Почитувани, се враќаме назад во отвореното студио на телевизија 24. Пред малку завршивме со 10-тото интервју кое што беше планирано од сите оние кои телевизија 24 ги организираше заедно со вонпарламентарните партии или пак самостојните кои биле дел како ДПА, например, а кои претендираат самостојно сега настапувајќи на овие со своји кандидатски листи предвремени парламентарни избори за нови пратенички мандати. Бидејќи постојано во текот на овие интервјуа спомнувавме 11-11-11, секако должност ми е да ве известам дека за овој втор дел беше планирано гостувањето на политичката партија Левица преку веќе договорено интервју, кое што беше потврдено од страна на политичката партија Левица преку нивната портпаролка и носителка во изборната единица број 6, Сенада Ибраимова, за гостување на председателот на партијата Димитар Апасиев, кој при подсетувањето денеска, како што го правам со сите гости, подсетувајќи ги за договорениот термин, потоа ме известија дека поради лични работи, председателот нема да можел да гостува, а не може никој друг да го замени да дојде од носителите на кандидатските листи или кој да е друг од партијата, како што, например, тоа го направи ДПА вчера, кој не беше носител на листа, но беше подпредседател, иако е петти на листата во шестката. Не можел никој од политичката партија Левица да дојде, затоа што биле презафатени со теренски предизборни активности. Така што од моја должност е да им објаснам на гледачите зошто 11-тата партија самостојна или вонпарламентарна не е дел од ова студио, иако беше договорено пред 4 дена и потврдено по неколкудневно преговарање за термин и за тоа кој ќе биде гостин. Мене ми е многу жал, бидејќи како телевизија бевме единствени кои што донесовме одлука, како што споменав и во претходното издание кога гостуваше и господјата Грчева, бевме единствена телевизија која остави простор да не ги соочува на дебата овие партиски ентитети, туку напротив да им оддаде простор од интервјуа кои би траеле околу 40 на минути за сите подеднакво, да можат да имаат доволно медиумски простор на кој би се представиле и покрај нивните реакции за немањето доволно медиумски простор, како што имаат така наречените големи партии, како што се коалициите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, или пак ДУИ и коалицијата на Алтернатива и Алијансата за албанците. И поради тоа ни е многу жал, истовремено се разбира, оставивме простор буквално на сите, и сме им благодарни на овие други 10 партиски ентитети, заклучно со претходното гостување, кои одвоија време и дојдоа и беа дел од нашето студио. Како национален приватен медиум, истовремено сме среќни што имавме можност во изминатиот период да реализираме соочувања, дуели, дури и дополнителни интервјуа со овние кои што се сметаат за највисоки чинители во политиката моментно, а тоа се председателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, следствено Зоран Заев и Христијан Мицкоски, преку и дополнителни интервјуа кои се однесуваат исклучиво само на економските прашања. Веќе имавте можност едното интервју со Христијан Мицкоски да го проследите, а вечерва ќе го проследите и другото со Зоран Заев, настрана од политичките дуели кои што беа представени и кои имавте можност во изминатите, сега веќе заклучно 3 недели, да ги проследувате во различни термини во текот на работните денови, особено или пак преку известување и репортажи и анализи и извештаи кои се однесуваат во текот на нашето дневно информативно известување. Единствена застапеност во овие формати на известување како што се интервјуа, дуели, соочувања и разговори со партиски чинители кои претендираат да бидат дел од новиот состав на собранието, како мандатари и да бидат дел можеби и од новата влада која ќе раководи со оваа држава, единствено представници не сме имале во студиото, токму од политичката партија Левица, и последното интервју кое беше испланирано и кое беше договорено со нив беше ова, затоа што пак и веќе и нема време за дополнителни интервјуа, со оглед на тоа дека молкот почнува внедела на полноќ, а гласањата се разбира траат токму во понеделник, вторник и среда. Да се надеваме дека можеби до следниот предизборен циклус ваквите работи нема да се повторуваат.
Она што можам да ви го кажам е дека освен овие кои ви ги спомнав како поголеми и релевантни чинители, тоа се коалициите на владеачката СДСМ, коалицијата на опозицијската ВМРО-ДПМН, коалицијата на Алијансата за албанците и алтернатива, како и ДУИ, кои има други типови на интервјуа. Во ова студио продефилираа представници на Демократската партија на албанците, преку Фримзим Даути, кој е и подпредседател на ДП од изборната единица 6, политичката партија Демократи, преку носителката во изборната единица 1 Тодоровска Катерина, понатаму политичката партија Глас за Македонија преку носителката во изборна единица 1 Солза Грчева предмалку го проследивте, преку гостувањето на Ана Глигорова од изборната единица 1 носителка на Движењето на слободни граѓани како движење кое е во коалиција со Граѓанско-демократската Унија или ГДУ, како што ќе бидат наведени на гласачкото ливче. Понатаму, преку председателот и носител во изборната единица 1 Љупчо Ристовски на Македонската конзервативна партија Интегра, потоа СДУ Скопје или во јавноста познати како Македонски концепт, каде колегата Мишко Иванов направи интервју со носителот во изборна единица 1 Петар Богојевски, додека пак исто колегата Мишко Иванов направи интервју со представникот Твоја партија од изборната единица 1 Александар Тортевски и дополнителни интервјуа кои ги имавме со Јове Кекеновски од изборна единица 2 носителот на Единствена Македонија или така наречената коалиција никогаш Северна само Македонија, МОРО, работничката партија, преку гостувањето на Горан Зафировски од изборната единица 2 и на наше големо задоволство, бидејќи ни беше така посочено од страна на следниот кој што ќе го споменам, дека ние сме биле единствениот медиум некој што го повикал за интервју или за дебата, туку воопшто кој има пренесувано негови изјави од националните и национално-приватните медиуми, а тоа е Народната партија на ромите, преку носителот од изборната единица 2, бидејќи само таа листа ја имаат на овие предвремени парламентарни избори, а тоа беше Ѓеѓе Демировски. Се разбира дека секој пат кога ќе настане ваков проблем, ова е програма во живо, нормално е да се случуваат секакви работи, кога размислувавме дали воопшто да каниме некој друг кој што би разговарал, да речеме, за како течела кампањата, дали се очекува фер, дали се очекува правичност, дали овие избори ќе бидат вакви, такви, и да имаме овде седнати спроти нас аналитичари и да разговараме со нив и да ги пренесуваме нивните согледувања и ставови во однос на тоа како се одвива. Некако дојдовме до идеја дека секоја година во емисијата, контактната емисија Очи во очи, сме правеле предизборна обложувалница, каде што на гледачите им се дава можност да си кажат свој став во однос на тоа што тие очекуваат од предстојните избори и кој тие очекуваат дека ќе победи. И бидејќи денеска не бев јас во емисијата Очи во очи, некако така се постави работата да можеби и работите така се поставија токму во ова издание сега на отвореното студио, да нема никакви гости аналитичари, да нема никакви политичари, но самите вие, граѓаните, гледачите на нашата телевизија, да бидете нашите гости во оваа анализа и да направиме една анализа во времетраење од по 3 минути по гледач кој што ќе има јавувања, не по 2. Еве Филип ме следи во однос на тоа, значи не по 2 минути, туку по 3 минути на јавување од гледач, кои што во тие 3 минути гледачите ќе имаат можност на 0260 91 924 или 925 да си ја дадат својата анализа за како тоа протече кампањата на овие 15 кандидати за составување влада во изминатиот период и не само во однос на тоа како протече, но што мислат тие кои им остави најголем впечаток од интервјуата кои ги проследија. Кои се тие кандидати кои мислат дека ќе ги понесат најголемите бројки на гласови на гласањето заклучно со среда, кога е и официјалниот ден за гласање целосен на останатиот дел кој не е поврзан или со издржувањето на некакви казни, или пак со оние кои што се изнемоштени, или пак оние кои се поврзани со погоденост од страна на пандемијата од коронавирусот. И токму во тие 3 минути човек да си го каже своето мислење и можеби на крајот да направиме оваа предизборна обложувалница велејки за тоа кој според вас сметате дека ќе победи. Кој според вас сметате дека ќе биде идниот премиер или премиерка на оваа држава? Дали сметате дека можеби СДСМ ќе направи коалиција
со некои партии кои до сега не сте ги сметале за клучни играчи, но според интервјуата кои сме ги направиле со помалите, мислите дека ќе добијат клучност и ќе бидат тој џокер за добивањето на доволен број пратенички места, со што би имале мандат даден, врачен од страна на председателот на државата да се формира новата влада. Телефонските броеви се отворени, може да се испишат на екранот веќе, 0260 91 924 или 925 и по 3 минути секој јавувач, доколку веќе имаме некој на линија, одиме со анализа со гледачите, токму тие кои ќе бидат гласачи во понеделник, вторник или среда. Добро вечер. Добро вечер, ако сум јас. Да, вие сте, повелете, ве слушаме. Благодарам. За разлика од вашето малце претенциозно прашање, Добро. ја одлучив да гласам за една мала партија. Мислам, наводно мала партија. Добро. Не би сакал, од големите ми е доста и преку нос. Левичар сум по определување, поголем левичар и од СДСМ, и од таа левица, и од не знам што, која е десница, нели? Добро. Јас се одлучив, и поред тоа што има, парадоксално, има премногу правници и така натаму, јас се одлучив за она што се вика твоја партија. Добро. Бидејќи на тие, на Најчевски и на Тортевски им поверував. Добро. Мислам дека најголемиот дел луѓе треба да ги дадат гласовите за помалите партии, да се растури тоа двојство на овие као две големи партии кои што се стварно мали по капацитет, кои собираат се и се што. До сега сум гласал за СДСМ, меѓутоа сум од аеродром. По градоначалникот на аеродром се виде дека луѓето немаат кадар, немаат капацитет. Имаме една несреќа од градоначалник и не дај Боже да никому да не му падне нешто слично. Имам 1000 забелешки, ама нема да илустрирам сега за да дам шанса и на некој друг да се јави. Добро. Мислам дека е ред да им се дае место да се видат нови идеи, свежи идеи, можност парламентот да почне да диши. Иначе ова и на етење, ова терање ко жени на селска чешма, што се дешава у парламентот. Иначе Добро. Истече времето, благодарам за јавувањето, ве поздравувам, се извинувам доколку некој препознал некаква претенциозност во моето посочување, воопшто не беше таква намерата, така што доколку било така и тоа може би насочило дека не е во ред, еве, велам дека да. Добро вечер. Ало, добро вечер. Да, повелете. И до гледачтен 24. Благодарам, поздрав, повелете. Ја размислувам дека трета опција може да се створи, пак ќе бидат пола од СДСМ, пола од ДПМН. Ние не може да го веземе од Сирија луѓе тука па да биде трета опција. Значи тие сме тие. Треба едните да се преполоват и другите па да дојде трета опција. Инаку нема. Тие са тие луѓе. 400.000 гласат, да речеме са. СДСМ 400.000, више мање со 20, 30 или 50 или како се мене, кој како ќе подмачка работа. И значи тоа се тие гласачи. И иде малку за 20-30 хиляди гласачи за овие посетите партии и тоа е тоа. Албанците си терат нивната работа. Значи треба се преполови СДСМ и
ДПМН да има трета опција. Ние не можеме дека да увеземе луѓе за трета опција, тие сме тие. И сега ние така тераме цели 30 години. Може ке тераме и 300. И пред малко чув една информација за малко ми чудно, но ствари не е чудно, кога размислувам од кои луѓе се однесува и не ми е чудно, значи во Штип се собирале лични карти некој да гласа за СДСМ. Това е на Чулев, на министерот за внатрешни работи, изјава. Па еве јас ќе му дам мојата лична карта, нека гласам за ВМРО, ако може да гласа. Па ние знаем дека уште 50 години продавачите ги собират личните карти од ромите кои земат социјално и платат. Они се 90%, ромите социјално пазарува, остави лична карта, кои земе социјална помош, иде плате, земе си личната карта. Тоа е така на уште 50 години. Гледај сега до колку заклучок дошле, значи ја лажат јавноста, да само собирал лични карти, да може да гласа со тие лични карти од ромите за него. Значи живи глупости. Значи, али еве да речем јас пошто сум Штип, јасна ми работа, али да речем нека што му од Виница или од Кратово, не му е јасно, ker стварно така е. Значи, лажите имат некогаш малку подлоги нози, не столку куси како ние што мислиме. И да не задржувам време, благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Видите, јас мојата прогноза е дека СДСМ ќе победи со убедливо водство, затоа што сите програми до сега што ги обеќаа, се извршија, се постигнаа за нивниот мандат, и тоа не цел мандат за 2,5 години. И луѓето се свесни и гледат дека како се трудат луѓето, си ги запоставуваат фамилиите, не се прибрани дома, на сите сакат да му погодат, на сите да му помогнат, еве оваа пандемија, оваа криза, другите, мислам, од ВМРО, само знаат да критикуваат, да напаѓаат, да едноставно не бират зборови, било преку спотови, било преку овие што ги митинзите што ги држат, само вреđат. Сега, еве, некој занајат добил господинот Мицковски, па може ќе ги остави малку СДС на рајат, да не ќе има занајат, ќе каре да работи, па нема да ги критикуе овие од СДС. Така да мојата прогноза е дека убедливо водство ќе има СДСМ, треба уште многу време да помине и да се консолидират ВМРО-ците и да се одберат луѓе кои се стварно компетентни за да ја водат државата. Али тоа ќе се позабаве, ќе минат неколку години уште. Бидете ми поздравени и среќно нека биде на 15. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден, следен на линија. Добар ден, добро вечер се едно, повелете. Добро вечер и поздрав. Да, поздрав, повелете. Бидете ми се најдов да се има све најдобро на овие избори, меѓутоа од сето тоа што го слушав од разниве телевизии, ни најмалку не сум задоволен од партиите, ниту едната, ниту од другата. Добро. И оние само затоа што претераа во нивните обеќања. Знаеме ние дека Зоран Заев и другиот толку многу обеќаше, а нема пари од каде. Парите не се раѓаат на ливадите, па после Зоран Заев и овие другите ќе збираат пари по ливадите, па ќе му паѓаат на овие што му обеќаа. Тоа најпоќе не би се допадна. Многу сакав да имат некои реални, мислам, реално да кажа дека не сме во можност да обеќаме толку и толку, али ќе сториме све што треба за доброто нова наша Република Македонија. Јас сега од ова што слушаме, сега после изборите ќе очекуваме толку многу како да ќе се раѓаат парите по ливаите. Тоа најмалку ми се допадна. Затоа се уште не сум определен за кого ќе гласам. Меѓутоа, не би сакал да се упуштам
да гласам за некој кој толку многу лажеа во текот на предизборни власти. Сега немаме пари да се справиме со коронава, немаме пари од економијата, немаме пари за многу работи, сега ќе даваме ние со грсти и со многу како да ќе се родат. Од каде пари? Тоа не ми се допадна. И не ми се допадна и она што многу се напаѓаат овие две партии. Секоја вечер некој кажва бомби, те за Заев, те за Мицкоски, колку толку, каде таа има способност да ги снимат луѓето и од каде тоа му доаѓа да се набаѓат и да се вреѓат. Јас сакав да имат некоја си програма, да се каже дека ние ќе правиме све што треба, али не ова фалење, ќе дајме олку, ќе дајме оноку. Право да речем, не ми е кеф ниту да гласам ниту за едната партија, ниту за другата. Толку лаги слушаме од Зоран Заев, чудоено. Цело време слушаме ЕУ, НАТО, Мицкоски вака и после 3 години е овај Груевски волно, што не го спомнуваат тие кои бараат да бидат на власт, знаат дека треба пари. Што го спомнуваат сега и Груевски, што ги спомнуваат другите, а нека направат нешто ако треба. Тоа ми најпоќе ме разочара и не сакам да гласам. Ќе гласам со затоа да бидам, да си ја мојата обврска да ја кажам. Се тоа што го слушам е големо разочарување. Не само за мене, него за сите граѓани на Македонија. Ке дадеме, демек сега се, имаме купиша на пари. Добро, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добро вечер, Огњан. Да, повелете. Здравствуйте, поздрав за тебе. Поздрав, Насов. Како ти е расположението? Одиш, а? Па да ви кажам, веќе уморно, нека завршат изборите во среда и да се вратиме во некоја нормала. Па и ово наново после. Ако, само заедно нека. Ја не знам, овие во мороците, кога ќе се убедат днеска бе мајко? Дали лаже Заев дека сме у НАТО? Дали лаже Заев дека веќе преговори со ЕУ? Дали лаже дека ни ја донесе ефтината струја? Дека ги покачи социјалната помош 300%, дека пензиите ги покачи на 2 пати за 2 години. Субвенциите, не знам што уште, патиштата кај што ги остави на пола ВМРО ДПМН за тие 11 години, па проблеми со екстрапартијата, со регулацијата на патиштата Скопје Штип, Топатовска, Велико Натака, проблеми, онова, да ги следува и тоа све е лага, нели? Бог да чува. Не знам што е работа. Значи, све што прави, тоа само лага е за ВМРО ДПМН. Што прави 300 глупости ВМРО ДПМН е вистина. Ајде дека се живи и здрави, и тие се наши граѓани, но сега само продолжува со формуларот од среда натака, од четврток натака, и Господ здраве да му даде за Заев, храбар е, момчево, прекрасен е и не носи и следниот мандатот ќе биде пак, затоа што ќе ги доближи совите за Европска Унија 2025 да влеземе, така да сега му останува само економијата и искуството да ги среди. Имам верба во него и ќе заокружиме број 3, па дека оди сега само уште еден мандат до крај. Добро. Поздрав, Огњан и Сенево. Благодарам, поздрав и Ивам се убаво. Дали имаме некој следен на линија? 24 вести? Да, вие сте во програма, веќе повелете. Благодарам. Јас се јавувам после 1 година. Се радувам, повелете, имате 3 минути. Вака, ни ВМРО, ни СДС. Добро. Така сме разочарани од двете политики, што мислам дека толку лаги, толку превари, толку бомби, а јас им верувам на тие бомби. Зошто да не им верувам? Тие не негираат дека гласовите не се нивни, дека не го збореле тоа. Страшно, страшно. Само жал ми е што нема една изборна единица, што не се усогласија за тоа. А така да, жално е. Че одам да гласам само заради тоа што сакам да го извршам моето граѓанско право. А знаете ли како ќе гласам? Ајде. На еци, пеци, пец.
Само да не бидат ВМРО и СДС. Добро. Сите други. Само нив ќе ги елиминирам и за другите ќе гласам. Затоа што СДС СДС ме вознемири до срце. Добро. Овие 3 години. ВМРО ме разочара. Пред тоа сум била со идеи на ВМРО. Не член или било како, али идеите ми биле поблиски до нивните мислења, али ме разочара. И последниот пат кога гласав за заед со надеж дека моите деца нема да избегат од Македонија, дека ќе бидат до мене. И сега сум вознемирена. Ќе ми извините, али сега сум вознемирена, али сакам да си докажам. Моите деца не се до мене, сама сум, 57 години имам. Каква старост? Јас 30 години работам во конфекција. Немам од сите две партии, ја не сум искористила салам одмор. По 5 дена ни даваа одмор. Тоа ли беше живот и од ВМРО и од СДС? И ми е чудно како луѓето гледат со розови очила. Стварно ми е чудно и не можам да се изначудам. Јас сум од Тиквешијата, животот ми помина во конфекции, децата ми се средија во странство, а јас сум веќе полуслепа од конфекцијата. Што ме очекува? Че чекам да ми дојде детето еднаш во годината, да се видам со него, да го прегрнам и да ги гледам децата на Скайп. Страшно. Или на Фейсбук. Не знам. Македонија ја клекнаа на колена. Тоа е дефинитивно и жално е што е така. Не им верувам веќе на никој. Стварно не им верувам. Пред малку беше емисијата со Солза Грчева. Да беше една изборна единица, стварно. Дали не сакаме ние администрацијата да се намале и тие министри да се намале? Истече времето, добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Гледач од Охрид се јавува. Поздрав до вас, повелете. Поздрави до вас. Благодарам. Почитуван водител, најдобриот во Македонија. Благодарам. Па би рекол пар зборови со предпреходниот гледач. Добро. Се сложувам во потполност. Само напади еден на друг невозможно нешто. Мислим, и увреди, и не може да свати. Не може да чуеш некој убав збор и добро си рече човекот, како париве да ги ваѓаме од машина, како бумно да е. Чудна работа. Не може да свати. Многу ми е тешко што е така и се нападиме еден со други, а ние сме толку мала држава, а заедничка држава, сите треба да сме сплотени, да сакаме и да излезиме, сите да го оствариме нашето право на гласање, али да имам волја. Вака ми се губи цела, јас сум 87 годишен човек, ми се губи од мене, се секирам кога гледам такво нешто, а не можам да не гледам. Не можам да не гледам. 24 вести мене ми обсесија. Не можам да не гледам. Да сте жив и здрав. Много ве поздравувам, како вас и сите ваши колеги и сите мои македонци и сите луѓе, поздрав од мене, Господ убајна и Господ нека ни е на помош. Благодарам за поздравите, ви благодарам за јавувањето, да сте жив и здрав, да се чувате. Ви посакувам пријатна вечер. Следен на линија, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Дали има некој на линија? Добро вечер. Ве слушам, да? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Не сум некој голем оратор, меѓутоа, сакам да... Слободно. Сакам, испровоцирана од досегашниве дискутанти, сакам да кажам дека бараат луѓево преку леп погача. Добро. Македонија е толку мала. Можеше да биде една изборна единица. Тоа беше предлог на Шекеринска, па не знам пред колку години. Никој не се сложуваше да биде една изборна единица. Ако беше една изборна единица, ќе имаше полно
од сите други партии, бар по еден представник. И ќе беше шарено лико. Бараме трета опција. Па таа е третата опција. Инаку кај ќе најдиме луѓе за трета опција. Нема. Така. Овие мали партии не можат да се, мислам, да соберат толку многу гласови, па да се искачат до врвот. И затоа треба да се сложиме со ова што си го имаме. Викаат Зоран Заев лаже, Мицковски не знам шо прави, ама ние треба да знаеме. Човекот кажа, парите што ги даваме сега на луѓето за социјална помош, за летување, за се од кампањата. Кампањата не ја плаќаме, че им ги даеме парите на луѓето. Испрема тоа нема шо дискусија. Така. Си се знае. Вака, стари луѓе ќе се јавуваме, меѓутоа ќе си го исполниме ветувањето, ќе си појдиме на гласање и ќе си гласаме. Так. Инаку лево ориентирана сум, ќе гласам за бројот 3. Добро. Благодарам за... Да. Тоа би било се? Да. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, ало? Да, добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас, до емисијата. Благодарам. Вака, партииве све ветуваат и ја ги канам нека дојдат на митинг во општина Чучер Сандево. Добро. И да одат од општина Бутел поред градските гробишта кон Чучер Сандево. Коцката, така наречена, покрај гробиштата, која да дојде, кои избори, дали локални, дали парламентарни, сите ветуваат, никој не прави. 8 километри е. Општина Чучер Сандево на 2 пути по 2 километри прави. Првиот асфалт го ставија кога се правеше обиколница под надвозникот, тука 300 метри. Општина Бутел од рачвата тамо до влезот кај гробиштата до улицата асфалтира 700 метри година и кусур. И сега остана негдека од како да кажам, од сообраќајницата пред гробиштата до горно Оризари, негде околу 3 до 4 километри, тоа уби Боже од пат, па нека дојдат овие да видат тоа што е за нив. Иначе, овие партии свашта ветуваат, ништо не сторува, не направи. Така. Тие не го слушаат народот што бара. Народот бараше попис. Ајде рекоа дека после изборите ќе има попис. Народот бара една изборна единица, меѓутоа и тоа нема ништо. Прв пат еден еден представник на партија и Чинам Грчева, Сол за Грчева, како беше, Добро. Гостинка беше кај вас, прв пат спомна дека ќе се намали бројот на пратеници. Потоа имаме број на министерства, не знам што е ова, ние сме огромна, не знам каква држава со 25-6 министерства, па агенции, подагенции и така натака. Заменици еден куп, апанажи, не знам, нема вице-премиери, колку имаме вице-премиери. Администрација, никој не спомне, сите велат ке се намали администрација, никој ништо не направи со таа администрација. Милуваат да кажат, ние сме и СДСМ и ВМРО големи партии, големина на партија и јачина не е во број на членство, него во она што ќе го испорача. Тие со број на членство само си даваат обавези и затоа имаме јавни предпријатија, партиски луѓе, партиски СДК, кои не се способни да го опорават предпријатието, односно јавното предпријатие. Од секогаш било од базата се црпи кадарот, а не партиски се на не. Така. Добро. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добро вечер. Да, добро вечер, повелете. Поздрав. Да. Што да кажам? Разочараност. Добро, зошто? Јас не бев за вакви избори, додека не се направи попис и да биде една изборна единица, меѓутоа се случи тоа што се случи, се бараа избори, се случи и епидемија и еве што се случува сега.
Голема разочараност од начинот на водењето на кампањата. Едните ги слушавме, се фалат дека нешто направиле, уште ќе поправат, другите по ниедно прашање немаат став, се трудев, навистина се трудев, ги слушав скоро сите, на сите телевизии слушав кој што нуди, како нуди. ВМРО имаше и други, што ветуваат, а не знаат од каде, како интегра. Ветуваат, не знам какви успеси имаат позади себе, па да ветуваат толку и од кај ќе најдат пари. Или левица. Левица тие да се излезени од под мостот, а држат говори на мостот горе. Ја не знам од каде ќе најдат и тие. Од ВМРО сум разочаран што немаат став точно по ниедно прашање. Ги пратев сите говори на Мицковски и на другите што се кандидати за пратеници. Меѓутоа, ако водителот ги праша едно, тие не одговараат на прашање. Ниедно прашање, апсолутно ниедно прашање не разбрав што мислат. За да гласам за нив, да се определам за нив за гласам. Значи немаат став. Не е она што го зборува да го бранам за дека нема став, него ја собствено моје мислење дека тие стварно нема собствен став, уште плутаат практично. Така да, кој ќе победи? Па не знам кој ќе победи, тука ќе биде тесна, во секој случај тесна победата. И ве молам да ги опоменувате гледачи што се јавуваат, вие сте од тоа поднебе, од кај Коневски. Во македонската азбука не постои буква С или Д, постои С, Д. Нема СДС, има СДСМ. Да. Ако е по таа логика, ВМРО треба да го викаат, а не ВМРО. ВМРО. Така да ги упоменувате и тие што го бранат македонскиот јазик и македонштината, тие се најмногу ги слушам дека не знаат да зборуваат чисто литературно. Добро се насмеавте. Така да разочараноста кај мене си останува и понатака, додека не се направи попис, една изборна единица ќе си тераме вака. И повеќе овие говори, поготово и на помалите партии, милича како на Чаушеску говорите, да не речем на Гебелс, толку ветуваат, толку сакаат да бидат големи лидери, не знам на какви партии се лидери, толку сакаат да бидат убедливи, на кого убедливи, сами на себе, како да зберува пред огледало, а не пред маса луѓе, која сепак не е едуцирана. Едуцирана е публиката. Благодарам и со среќа на сите партии. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше последното јавување во ова отворено студио кое инцидентно адхок го променивме во анализа со гледачите. Ви благодарам на сите за вниманието. Ви посакувам пријатна вечер, но се разбира. Повторно ќе ви речам, останете со телевизија 24, следуваат вестите во 20 часот, а потоа уште интервјуа. Пријатно.